Во Кожле, таму каде што почиваат земните останки на великанот на македонската поезија Гане Тодоровски, на 22 и 23 ноември се одржа културно-научната манифестација Ганеви денови Кожле. Ова манифестација е манифестација во чест на поетот Гане Тодоровски, кој што по своја лична желба, оставена во неговиот тестамент, е погребан овде, на ова место, од каде што помашка лоза води потекло. Самата манифестација е предвидено да се одржува во месецот мај, најубавиот месец на годината. Месецот во кој што Гане Тодоровски е роден на 11 мај, е во истиот тој месец и починал на 22 мај. Значи, во тој период таа манифестација би се одржува, односно ќе се одржува, токму во тој период помеѓу 11 мај и 22 мај. Манифестација која што, освен литературата, освен поезијата, мислам, и сите други форми на литературата, би опфаќала и други уметнички теми, така да се изразам, како што се ликовни колонии, бидејќи во околинава има убави предели, пейсажи кои што би биле инспирација за ликовните уметници, па дури предвидени се во склопот на таа манифестација да се одржуваат и некои спортски надпревари, како планинарски маршеви и така натаму. Колешки, поетеси и поети и сегашни и идни почитувачи на неговиот поетски гении. Од местото каде што потекнуваат неговите предци и неговото завештање. Колешки, поетеси и поети и сегашни и идни почитувачи на неговиот поетски гении. Од местото каде што потекнуваат неговите предци и неговото завештање дека тука треба да биде погребан. Еве ние поетите од Македонија доаѓаме овде да се сретнеме повторно со неговите сеќавања, со неговата љубов која што живееше во овие простори, кои што за некој и прв пат се доживуваат, особено еве јас доаѓам овде и чувствувам таа митското влијание кое што го има и во поезијата на Гане Тодоровски. Она што никогаш нема да се заборави, а може се да се заборави, е неговата поезија која ќе остане и да ги храни идните генерации. Секое среќавање со Гане и дружбата со Гане беше чин за паметење. Чин кој може би на некој начин на сите нас, кои што се дружевме, кои што доаѓавме после него, ни даваше верба, ако не во нешто друго, барем во поетската реч. Еве јас из една песна во книгата Емигрантот Цвик, за кој што Гане промовира нашата плејада македонски поети, кои што ние ги нарекувавме токму зборци. Гане, Гане, можевме многу повисоко, по планињето, ама останавме таму каде што застанавме. Гледајки кон врвјето, чинам те слушам, поету, како велиш, да оставиме нешто и за оние што по нас доаѓаат, за оние што со љубов или омраза не следат, ако не друго, барем да не бараат таму каде што не сме. Кај Коле Штркот, во една убава атмосфера, со убаво друштво, со мојот драг сакан колега Мирче Нешовски, мислам дека беше и поетот Трајче Кацаров. Во еден убав разговор со една убава така домашна добра ракија. Убаво си другарувавме, си разговаравме и Мирче вели прочите му на Чечко Ганео таа песната што си ја напишал за него и за неговото друштво. За Јоле, така со еден искрен воскит. Кај Јоле,
во чудесната кафеа надолу, старите боеми седат, за неповратната младост, чашка муавети ко гердан од бисери неуморно ги редат. Поминувајќи покрај Јоле, почувствував пулсира живот од кафеаната долу. Слушам некој од мерак весело пее во таа зимска ноќ, душата да ти ја згрее, а чичко Тодорчо Николовски убаво раскажува, прекрасни волшебства стариот актер кажува. Од овдека па до вечност да сме си своји, бидејќи умееме да векуваме. Во тие тајни Кожле не подучува, кроце по кроце врвете, извирајте од извор, течете како вардар. Времето не го броите. Нека размислува тоа. Гане Тодоровски, Кожле.